Ова дневни вести, ви благодарам што сте со нас. Релативно добра и стабилна е состојбата на сите повредени пациенти. Ова е последната информација која официјално сподели Министерството за здравство утрово на редовната пресконференција. За повеќе детали ја барам колешката Сања Димитровска која ја следи состојбата. Сања, кои се најновите информации, имаме ли веќе пациенти кои што се пуштени на домашно лекување? Токму така, од вчера до денеска 5 пациенти кои што беа хоспитализирани поради трагедијата во Кочани се пуштени на домашно лекување. Сега на болничко лекување има 173 пациенти, од кои што 72 се во здравствените установи во земјата и 101 пациент се хоспитализирани во странски медицински центри. Овде во нашава земја најмногу има на скопските клиники, тоа на кариелна пластична хирургија, на пулмологија, на токсикологија, во градската општа болница 8 септември, во хируршката клиника Свети Наум Охридски. Меѓутоа пациенти се хоспитализирани во двете приватни болници Систина и Жан Митрев. Од оние кои што се транспортирани во странски медицински центри, тоа се 101 пациент и според информациите од здравствените власти нивната состојба е стабилна и во текот на вчерашниот денка и дел од овие пациенти кои што беа на механичка вентилација сега се извадени од апарати и дишат самостојно. Министерот вели дека имале понуди од други странски земји, односно од земји во Европа кои што се понудиле за помош и ќе направат проценка дали уште 10 пациенти може да ги испратат на лекување во странство или пак ќе ги остават да бидат на лекување овде во нашите јавни здравствени установи. Затоа овде предлагам да ја слушнеме изјавата на министерот Таравари. Сите пациенти што се лекуваат во државата и надвор од државата се во стабилна и добра состојба. Повеќето од нив се подобруваат. Од вкупно 20 што беа критични пациенти, сега денеска констатираме дека се 10 потешки пациенти кои што се повторно и тие се стабилни надвор од животна опасност. Моментално во државата се лекуваат 72 пациенти. Кризниот штаб во здравството заседава најмалку 2 пати во текот на денот, она што го утврдиле и вчера, меѓутоа и на утринскиот состанок на кризниот штаб на сите пациенти повредени од пожарот во Кочани пред исписот на домашно лекување да им се прават токсиколошки анализи за да се види што е она што го вдишале освен изгорениците со кои што се стекнеле, имајќи во предвид дека самиот кров е од азбест, имало сунгер, имало платно и не се знае какви се можни отрови, односно токсини се внесени во нивните тела. Исто така, експерти, односно пластични хирурзи велат дека кај изгореници, односно кај пациентите со изгореници треба да се почека и 7-миот ден за да се утврди што понатаму, односно каков ќе биде текот на нивното лекување. Затоа овде предлагам да ја слушнеме изјавата од професор доктор Боро Џонов, кој што е пластичен хирург. Разбирам и кај населението и кај широката јавност нестрпливоста да се знае за некој одреден пациент, за некој близок, како е во тукашните болници, каква е состојбата каде што се однесени надвор од државата во центрите за изгореници. Меѓутоа, се уште е рано да се прават проценки. Секако треба да се почека 7-миот ден као некоја прекретница. Меѓутоа, тоа не е строго косо нож пресечено. Секако дека има тие фази се преклопуваат, некогаш се пролонгираат, зависно од тоа и од самиот организам, зависно од третманот, зависно од претходните болести, возраста на пациентите и така натаму. Така да, сепак, првичниот дел е 6-7 ден. За втората проценка да се направи како понатаму ќе одат пациентите, затоа што се рачуна дека до 7-миот ден барем се стабилизирани. И потоа да се види што ќе се прави понатаму и да се донесуваат одлуки како ќе се третираат понатаму. Инаку министерот Тарвари на денешнава пресконференција, иако планирал тоа да го каже наредната недела, сепак денеска спомена дека на возачот на брза помош кој што почина наредната недела ќе го повика семејството за да биде посхумно одликуван.
Сања, ти благодарам за сите информации. Беше тоа Сања Димитровска која што известуваше за состојбата на повредените, а ние од предургентниот центар се селиме во Кочани. Таму е колегата Зоран Јаневски. Пред малку почна погребната церемонија. Зоран, дали се почитуваат протоколите кои што ги пропиша владата за овој настан? Да, Александар, пред малку на гробиштата во Кочани започна церемонијата за погреб на загинатите од пожарот кој што се случи во неделата рано наутро во дискотеката Пулс. Огромен број граѓани на Кочани ги пречекаа возилата со посмртните останки на своите сограѓани. По текот на целиот пат се движеше поворката, возилата се упатија кон градските гробишта, каде што во тек е и последниот поздрав за загинатите во овој трагичен пожар. Со пелото кое што е предвидено да започне во овој момент ќе раководи поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. Рано утринава од МПЦ замолија граѓаните достоинствено да се однесуваат за време на овие тажни денови. Инаку погребни церемонии, освен во Кочани, има и во Штип, Пробишти, Скопје, каде членовите на бендот на ДНК кои починаа во пожарот ќе бидат погребани во Скопје и Струмица. Пејачот на групата Андреј ќе биде погребан на градските гробишта Бутела, членката на бендот и професорка на Факултетот за музичка уметност Сара Пројковска на гробиштата во Лисиче. Погребот на младиот музичар од Струмица, Ѓорѓи Ѓорѓиев, ќе биде на градските гробишта во Струмица. Од МПЦ повикаа сплотеност и молитва по ужасната трагедија во Кочани, во која животите ги загубија 59 невини млади луѓе, а над 100 се здобија со тешки повреди. Во соопштението од Македонската православна црква се вели ги повикуваме сите верни чеда на мајката Македонска црква и сите граѓани на Македонија да го сочуваме мирот во себе и мирот меѓу себе и прилежно молејќи се достоинствено да тагуваме. Со Божји благослов се наведува во пораката на архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, кој ќе началствува со погребните церемонии во Кочани. Александар? Да, Зоран, ти благодарам за сите информации. Сакам само уште детали за истрагата. Можеш ли да соопштиш детали за тоа? Те молам, внимавај, треба да се поместиш доколку ме слушаш. Направи му место на возилото за брза помош. Очигледно имаме некој на кој што му е потребна помош. Информации поврзани со истрагата. Вчера имаше информации дека се проширила на уште 7 лица. Да, вкупно од вчера осомничени за пожарот во Кочанската дискотека се 26 лица, откако во текот на вчерашниот ден обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција поведе постапка против 7 полициски службеници кои биле вработени во СВР Штип и полициската станица во Кочани. Тие заработија и 30-дневен притвор. Во меѓувреме пак Кочанскиот суд ги продолжи краткотрајните притвори за вкупно 19 лица за кои се собираат докази поради тоа што обвинителството има сомнеш дека сториле тешки кривични дела. Меѓу уапсените и притворените за кои е одредена краткотраен притвор е поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, директорите на ДЗС и пазарната инспекција, државен секретар од Министерството за економија, сопственикот, вработени и обезбедување во дискотеката. Како што информираат од јавното обвинителство, во овој период тече рокот на прибирање дополнителни докази во вакви сложени предмети, кој е процес кој треба да заврши во следниве 24 часа со оглед дека ќе истече и второто продолжување од краткотрајниот притвор, пошто обвинителството ќе треба да информира каква истражна постапка ќе поведе за овие лица и точно за кои кривични дела тие ќе одговараат, иако првичните проценки се дека најголем дел од нив ќе одговараат за кривичното дело тешки дела против безбедноста.
Зоран, ти благодарам за информациите. Беше тоа Зоран Јаневски кој што известуваше од Кочанија, а струмичани денеска се простуваат од младиот музичар Ѓоко Ѓоргиев, тапанар на групата ДНК, кој во неделата го изгуби животот во големиот пожар во Кочани. Во негова чест во музичкото училиште Боро Џоно, во кое беше вработен, содржа и комеморативна седница на која присуствуваат членовите на неговото семејство, колеги и голем број граѓани. Тие од него се збогуваа со громогласен аплауси песна. Директорката на училиштето, која зборуваше пред присутните, рече дека се работи за исклучително момче, талентиран музичар кој неизмерно ја сакал музиката, сцената и публиката, едноставно живеел со чукањето и ритамот на музиката. Деновиве, Џоче, нема добро утро во музичкото училиште. Пусто и тажно. Оти тоа веќе не е дом на смејата. Сега е зграда на неизмерна, чемерна тага, што не притиска и гуши, се потсеќа на тебе. Грда е реалноста, тешко се прифаќа. Но ова се и мигови во кои мора да сме прибрани. Достоинствено да ја одбележиме твојата скршена младост. Ти заслужуваш за тебе да сме силни, да го чуваме твојот спомен низ гласно говорење и да го продолжиме твојот пат низ славење на музиката и афирмација на тапанот, она што беше ти. Повеќе од 30 милиони денари заклучно со вчерашниот ден биле собрани на сметката на Црвениот крст за помош на семејствата на настраданите во пожарот во Кочани. Директорот на Црвениот крст вели дека и граѓаните, но и компаниите покажуваат прилично голем интерес за донации, па сумата постојано расте. Најголем дел од донациите доаѓаат од телефонските јавувања на граѓаните, но и од донации на повеќе општествено одговорни компании. Сите граѓани кои сакаат да се вклучат во хуманитарната акција можат да донираат во Црвениот крст со телефонско јавување на бројот 143 400, како и на жиросметката на Црвениот крст, која може да ја најдете на sitel.mk. Од Црвениот крст велат дека сите собрани средства до последен денар без никакви задршки ќе бидат пренасочени кон семејствата на настраданите. Две лица се приведени за огнометот кој вчера во денови на жалост го запалија во градскиот парк во Скопје. Според информациите станува збор за роденденска забава која се одржувала во угостителски објект во градскиот парк. Вчера околу 21:25 во СВР Скопје е пријавено дека во градскиот парк во Скопје има огномет и не се почитува одлуката на владата за 7-дневна жалост. Веднаш е постапено од страна на полициските службеници и утврдено е дека во угостителски објект во градскиот парк била организирана роденденска прослава, при што од страна на две 18-годишни лица од Скопје бил запален огнометот. Тие се лишени од слобода и задржани во полициска станица и против нив ке се води соодветна постапка, информираат од МВР утро. На социјалните мрежи кружи уште едно видео, снимено во скопски Бутел, на кое може да се видат две лица нешто пред полнок, како доаѓаат со мотор, палат огномет и бегаат. Од МВР велат дека кај нив ваков случај бил пријавен 10 минути по полнок и дека две лица употребиле пиротехнички средства и го напуштиле местото на настанот. Извршиле увид, а кутијата од употребените пиротехнички средства била подигната за понатамошна постапка. Од полицијата велат дека се превземаат дополнителни мерки за расчистување и на овој случај. Два угостителски објекти се затворени во рамки на акцијата која полицијата и надлежните институции вчера во текот на денот ја спроведуваа во Тетово и во Гостивар. Како што информира МВР, контролирани се 10 објекти во Тетово и 6 во Гостивар, при што кај 2 се утврдени неправилности и истите биле затворени. Полицијата информираше дека акцијата е спроведена во соработка со Државниот пазарен инспекторат, Управата за финансиска полиција и Дирекцијата за заштита и спасување, а се проверувале сомнежи за недозволена трговија со дрога, посредување
уплетување во вршење на проституција, перење на пари, коруптивни кривични дела од страна на службени лица вработени во државни институции, поврзани со незаконско работење на субјекти кои вршат угостителска дејност и други нелегални активности. Според информацијата која што сподели полицијата, кај двата објекти се констатирани низа неправилности по што ќе следат соодветни законски постапки. Полицијата информираше и дека вчера во Куманово затворила еден објект откако го затекнала сопственикот, како во него внесува противпожарни апарати, а при контролата во самиот објект биле пронајдени и пиротехнички средства. Очигледно засилената борба против корупцијата која што се најавува не го загрижила раководителот на оделението за урбанизам во општина Маврово Ростуше, па тој вчера во ресторан во Скопје се договорил со инвеститор да прими мито од 13.000 евра за да издаде соодветна дозвола за градба. Го фатиле на дело. Имено тој побарал подкуп од 13.000 евра и ветил дека ќе биде одобрен урбанистички проект за градење на апартмани и сместувачки капацитети, а требало да биде исплатен во неколку рати. Лицето е лишено од слобода при исплата на парите од првата рата во објектот во Скопје, откако тие биле претходно криминалистичко-технички обработени. Исто така бил извршен претрес на лицето и службеното возило и биле пронајдени предмети кои се од интерес на истрагата, информираше полицијата во писмено соопштение. Слаб земјотрес со Рихтерова локална магнитуда од 2 степени вчера е почувствуван во Струмици и околината. Телеметриската сеизмолошка мрежа на сеизмолошките станици инсталирани ширум Македонија, одржувани од Природно-математичкиот факултет во Скопје во 20 часот и 41 минута, регистрирале уште еден земјотрес чиј епицентар потекнува од епицентралното подрачје Струмица на 118 км југоисточно од Скопје со локална Рихтерова магнитуда од 2 степени, информираат од сеизмолошката обсерваторија. Освен загриженост кај граѓаните, не е пријавена материјална штета.